Да ви кажам, добродојдовте во вашиот дом. Овој дом е направен за пензионери, но некој пат ќе ви се придружат и младите. Оти секој пат ние пензионерите со младите сме појаки. Значи нема само да биде домот за пензионерите, ќе биде и за помладите луѓе кои сакат по некој пат да дојдат да си поиграат малку шах, да си поиграат домино, да си поиграат карти и така натаму. Вие знаете, вашата желба беше голема да имате клуб за дневен престој на пензионерите. Со ваша желба, со наша помош, со помошта на градоначалникот и председател на Советот на општина Струмица, бидејќи оваа просторија, ако тие не ја дадеа, ние немаше кај денеска да се собераме и попри тоа што имаме пари да купаме столови и маси, но ако нема кај да се стават, тоа ништо не значи. Јас од името на вас, од името мое и од извршниот одбор на Сдруженијето на пензионерите Струмица, им се заблагодарам на локалната управа, а и на господинот Панче, што стварно тие денови го исчисти дворот пред вашиот дом. Ние се грижиме за вас, да знаем за пензионерите. Имате доста права кои што можеме ние лично како здружение, јас како председател, да ви ги пружиме тие можности. А исто така, бидејќи сум и сега јас член на извршен одбор во Сојузно собрање на пензионерите, и таму се грижам за вашите проблеми. Има многу работи што сум ги предложила и тие се веќе поднесени и до владата на Република Македонија, до сегашната влада што беше. Но не можевме да ги решиме тие проблеми што ги баравме. Во наредните години ќе гледаме да ги решаваме тие проблеми. Вие знаете дека ние даваме помошти за пензионерите со мали лични примања и на тие што им треба помош за операции и болести или некои што ефтено имат мали пензии за социјална помош. Имаме комисија за оваа намена и ги даваме тие пари. Тие се неповратни. Второ, ви имате исто така од Сдруженијето на пензионери, што одете во бања, Банско да речем, или на други бањи, само ние не можеме како владата да ви платиме по 6 дена да се плати, но учествуваме со 20% од трошоците во бањското лекување. Исто знаете дека спортуваме, дека пееме, дека одеме да се шетаме. Има привилегии пензионерите кога одите да се шетате, Сдруженијето на пензионери учествуваат во вашите трошоци. Желба наша е да пензионерите тие што имат 64 години, а немаат доволно стаж, имаат, например, 12-13 години, и за некои 2-3 години вие не можете да се освоите пензија. Тоа беше мој предлог на Сојузното собрание, со која сите го прифатија, и тоа го дадовме на претходната влада, бидејќи тие се нели владите што треба да донесуват закони и собрањето на Република Македонија, да можат и тие луѓе, бидејќи се без пензии, а стари, изнемоштени, барам да си ги плаќат пензии. Добро, ве благодарам на овие зборови на председателството. Дозволете само со неколку зборови јас да ја честитам отварањето на оваа нова просторија, да посакам уште вековиште тука да поминете сите, да ја користите вашите пензија и да ви биде пријатен престојот. Оваа просторија на општината, ама е де факто ваша просторија. Знаете дека домот е граден со ваши пари, затоа е на општината. И телевизорот е од ваши пари. Само ние да не земеме одлука да го купиме. Парите на општина Струмица доаѓаат од парите на граѓаните низ цела територија на општина Струмица. За нас представуваше една чест да учествуваме заедно сите, покрај со просторијата и со телевизорот, да обезбедиме едни услови пријатни, каде што нашите граѓани со поодмината возраст ќе може да поминат еден дел од своето време, заради тоа што очекуваме вие да бидете послободни, значи од дома да ве подослободуват и младите, да не повеќе дават задачи, иако знам дека не е баш така, знам дека сепак се подпират сите на вас, заради тоа што и јас кај мене дома тргнувам и кај мене е исто. Овие простори
се е дефинитивно пензионерски клуб. Кажа председателката, сигурно нема да им спречите на младите, ако дойдат да поиграят шах, картички или домино или слично. Секој пат се било отворено, но овие простори се за вас. Пред се и над се за пензионери. Треба да ги користиме добро, да ги одржаваме, општината понатамо е на располагање да помага во целиот дел, она што може да го помогне, за да не биде едноставно денот поубав, а со тоа и времето кое што доаѓа пред нас да не биде поубаво. И аз сите ќе ве замолам, овие простори да бидат на сите. Да не се дозволят да има некои партиски поделби, било какви поделби. Сите луѓе да бидат заедно соберени, за да можеме и меѓу другото да градиме единство. Пензионерите наши се заслужни за се, зашто заради тоа што сето тоа што го имаме, дури и тој дом, и тие улици, и другата инфраструктура е изградено, на нас е оставено да го одржаваме. Вие сте создаделе во вашиот работен век многу за тоа општество, за нас е само малку обврска да тоа го одржаваме и го надградуваме заедно сите. Кога сме сите единствени, сигурно сме по-добри. Пусти политички партии знаат да не разделят много често, но нека биде това само докога се изборите, кампањата. Тие 20 дена. После това да се обидеме сите да бидеме едно, да бидеме заедно и да бидеме пред се пријатели. Оти проблемите не се исти, у секоја фамилија постојат проблеми. Смислата на живото е, вие сигурно повеќе знаете од мене како повозрастни, дека со меѓусебното помагање, со стекнување еден пријател повеќе и живото е поубав. Во тоа име, уште една честитки за просториите, ви посакувам уште години и децении пред вас да ја користите и вашата пензија и да поминете убави моменти во тие наши заеднички простори. Нека ви честите на сите. И сега да не здрави. Да сте живи и здрави. Чекаме ние тај момент. Нашите граѓани, особено пензионерите на село Куклиш, едва и го чекаме денот да ни дојде да го пуштаме во погон, така да се израдуваме на тај увек.